Благодарам, Маја. Почитувани представници и експерти од дејноста, последните години климатските промени најдиректно ги чувствуваме преку водата. Истата вода која обезбедува развој, храна и енергија, денес представува извор на ризици преку суши, поплави и деградација на екосистемите. Токму затоа Европската Унија ја позиционира водата како стратешки ресурс од еднаква важност како енергијата и безбедноста. За нас како АД водостопанство ова не е нова тема, позната и стара тема. Ние секојдневно управуваме со последиците од климатските екстреми и покрај практично ги спроведуваме политиките кои Европа денес ги формулира како Water Resilience Strategy. Од управување со инфраструктура кон управување со ризици. Традиционално ние имаме управување со постојна вештачка инфраструктура, вештачки градби и се поврзува со брани, акумулации, системи за наводнување, системи за одводнување и регулација на речни корита. И кога се зборува за водостопанство, се мисли токму на овие, се поврзуваме токму со овие нешта. Но климатските промени ја менуваат и парадигмата и денес повеќе не управуваме само со инфраструктура. Тоа значи ризик од поплави, ризик од суши, ризик од недостиг на вода, ризик од деградација на екосистемите и ризикот за безбедност на населението и економијата. И токму затоа европските политики инсистираат на интегрирано управување по сливови наместо секторски пристап. Што значи ова за нашата држава? Во државата веќе ги гледаме ефектите од климатските промени со се почести интензивни врнежи, локални поројни поплави, подолги сушни периоди, намаленост на сигурност за водоснабдување во одредени региони. Но истовремено се соочуваме и со старење на постојната инфраструктура, ограничени финансиски средства и потреба од институционална координација, како и усогласување со европското законодавство. Тука АД водостопанство има клучна улога како мост помеѓу националните политики и нивната практична имплементација на терен како предпријатие основано да управува со оваа дејност. Ние дефиниравме 5 приоритети за идниот развој, како прв приоритет климатска отпорна инфраструктура. Сите нови инвестиции мора да бидат проектирани за идните климатски услови, а не за историските. Старата 50-60 години инфраструктура мора да се автоматизира, да се санира, ревитализира, автоматизира и како финална фаза дигитализира. Како втор приоритет дефинираме дигитализација на воден сектор. Иако Европа зборува за паметно управување со водите, мониторинг во реално време и вештачка интелигенција, во Македонија тоа би значило модернизација на мониторингот, дигитална водна книга и интегрирана база на податоци. Трет приоритет дефинираме управување со поплави и суши како единствен систем. Не можеме одделно да ги третираме сушите и поплавите. И двата проблема произлегуваат од ист климатски систем. Потребни се интегрирани планови на ниво на слив. Четврт приоритет природно базирани решенија. Покрај класичната инфраструктура, пошумувањето, заштита на поплавните подрачња, обновување на речните корита и заштита на влажните подрачја. Овие мерки често се поевтини и поодржливи од традиционалните инженерски решенија. Секако дека и мултисекторската координација, водата не е само прашање на водостопанство, таа ги поврзува земјоделието, енергетиката, урбанизмот, заштита на животната средина и цивилната заштита. Токму затоа европскиот сектор е пристап е мултисекторски. И ако можам да заклучам, би сакал да завршам со една порака. Во минатото водата се сметаше за природен ресурс кој често беше достапен. Денес тој станува стратешки ресурс кој бара активно управување. Затоа улогата на самото АД водостопанство не е само одржување на инфраструктура. Наша улога е да придонесеме кон создавање на водно отпорна држава, способна да одговори на климатски предизвици и успешно да имплементира европски политики.
Водата не е само еколошко прашање. Тоа е прашање за економски развој, безбедност, како и квалитет на животот и нашата европска иднина. Ви благодарам.